Благодарам, председателе, почитуван представник на финансии и буџет, почитувани колеги. Сакам да дадам мало објаснување за потребата и необходноста на овие средства кои што ги барам за реконструкција и доизградба на регионалниот пат Пардејци-Смоквица. Овој амандман го поднесувам веќе, ми се чини, 4-ти пат поред. Првата причина е тоа што овој регионален пат е пуштен во употреба без да има технички прием, што е преседан. Нема поставена соодветна вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација и никакви знаци. Нема никаква видливост ноќе, особено при вклучување и исклучување на регионалниот пат, посебно кај село Смоквица. По него поминуваат не само автобуси, автомобили, туку и камиони, цистерни, трактори летно време, пешаци, велосипедисти. Во летниот период е премногу уште повеќе фреквентен, поради тоа што поради овие поминувања се случија и безброј несреќи, за среќа без жртви. Друга причина. Овој регионален пат исто така е приоритет и барање на жителите од населените места Миравци, Давидово, Петрово, Смоквица, Милетково, кои секојдневно патуваат до Гевгелија и кои ја заобиколуваат патарината, која навистина е најскапа во нашата држава, во еден правец е 100 денари. Не само овие луѓе од овие населени места, овој регионален пат стана фреквентен и за сите останати граѓани, но и за странците кои обично летниот период патуваат за Република Грција. Оваа година се направи една мала реконструкција од страна на јавното предпријатие за државни патишта, претежно во атарот на населено место Пардејци, од Клучката до конзервната фабрика Випро и покрај населеното место Смоквица, но ова е еден мал дел, значи, што е направено, затоа што на тие места беше сосема патот оштетен, меѓутоа се уште е ризичен, затоа што навистина потребна е негово проширување. Но гледам дека нема слух оваа влада, се надевам дека ќе дојде подобри времиња и ќе го направиме овој регионален пат во некое друго време, кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт. Благодарам. Благодарам за